добро вечер, драги мои гледачи. Вечерва сме тука да го дочекаме Аца Лукас, најголемата балканска звезда. Пред све, како си поминувате? Дали се загревате? Секако да. Кажете ми, која е вашата омилена песна од Аца Лукас? Па, тоа е дуетот со Драгана Мирковиќ. Кажи ми, која ти е омилена песна од Аца Лукас? А каде одем? А зошто си вечерва тука? За само таа песна да ја слушнам. А очекуваш многу јака забава? Обавезно. Би сакала да ве прашам, која ви е омилена песна од Аца Лукас и зашто баш вечерва сте тука? Мој живот. Вие? Милена? А зашто сте тука? Аца Лукас ми е омилен пеач. Благодарам многу. Очекувате добра забава? Да, апсолутно. Знам дека ќе има. Така, Сигурно фала ќе ви. има. Вечер, кажете ми, зашто сте вечерва тука и која ви е омилена песна од Аца Лукас? Здравично. А зашто сте тука? За добра забава. Александар Вуксановиќ, попознат како Аца Лукас, вчера одржа солистички концерт во Скопје. Арената Борис Трајковски беше преполна со публика од цела Македонија, а на лице место бевме и ние, екипата на Хајп. Лукас концертот го отвори со безвременскиот хит "Нисам преживео". Атмосферата достигна трескавично ниво кога на Аца на сцената му се придружи Мираш Корич, со која го отпеа нивниот безвременски хит "Врати се кај нас, пријателе", а потоа и нивниот нов дует "Крик", кој стана голем хит за кратко време, а со нив пееше и целата публика. Мира ја испеа нејзината песна "Манастир" и на сите им докажа зошто е една од најдобрите пејачки на нашите простори. Аца Лукас уште еднаш одржа концерт за паметење, додека арената Борис Трајковски во Скопје гореше од енергијата што ја даде на својата публика. Лукас подготви нов албум за сите бројни обожаватели. Пејачот постепено ја објавува секоја песна, а последната песна што ја представи на публиката се вика "Какао". Досега се објавени неколку песни од новиот албум, а публиката е воодушевена од хитовите како "Талкам" и "Најгори кад немам". Останете со Хајп телевизија и бидете информирани за новите проекти на Лукас. Какви се впечатоците и импресиите директно по симнувањето од Бина од концертот кој го државте вечерва? Па добро, не е први концерт, тоа е Бога питај кој. И увек е добро од Скопје, Скопје заправо у целој Македонија. Де го дадеш од луѓе стварно воле музика и стварно су еден од музикалних народа во Европа, ја мислам. Уствари не во Европа, него музикалних народа од место де се ја иначе свирал со хора по целом свету. Стварно е увек добра, све луѓе се македонци стварно воле музика. Најавивте концерт за денот на влюбените. Дали љубовта е она што ве движи низ животот? Биче тоа сигурно добро, тоа стожи сме, јел така беше? Словенија, јесте супер, пошто ја мислам да певам и Мираш Корич пева и Мира Славидич. Па како може да биде како настројето, сигурно ќе биде. Колку од љубовните песни се автобиографски? Да, што, ја нисам писал текстове, така да, али види, мали број текстов пиша се е писал за мене песма и главно ме сви јако добро познају. Не сум, наравно, не сви знају што пише, кад пише за мене. И така да могу да неќе буду заista, пошто јако добро познају, се писале песмите, могу да буду моје не автобиографски, а могу да буду биографски. Се ходи писат да, али да, јесто стварно има неколку песни кои заista има свој живот, али нешто онако у срж, али тако. Се крена голема прашина околу изјавата во подкастот дека вистинските звезди се меѓу луѓето и дека затоа си звезда. Затоа што се меѓу луѓе, па нешто така. Да. Па што се дигла прашина, затоа што е овој земји, тоа јас тоа објаснив тамо се да не објаснувам поново целу причу, али nije ni toliko kratka, ali u ovoj zemlji ne možeš da budeš zvezda ako se kriješ. I hoćeš da budeš onako nedodirljiv, jer to je ovdje nemoguće. I oni koji to pokušavaju, oni su više onako prezreni, znaš, ljudi ne vole to, naši ljudi to ne vole. Oni vole da budeš tu postradan sa njima. Ja ne živim u kraju gde žive, inače, to ni ne postoji, ja sam pričao što sve, vidio se šta je BLR, Beverly Hills. To je nešto što ovdje ne postoji, mala je zemlja i nema i to. Sad neko tamo svi izdvajaju neke zvezde naše, strane ili ne znam više, kao poznatije ličnosti, negdje žive kuća do kuće, neki kao, sad to su neka sad kao moderna naselja, onda oni su kao tu i onda se oni ne pojavljaju nigde da su. Ne mogu tako da živim, nisam taj tip koji će da se slanja, da bi sutra kao bio važno za nedodirljivo. Ja ovo što radim dobro, imam dobre pesme, pevam dobro, dobar sam muzičar i umem da zabavim narod i umem da se družim sa tim narodom, tako da ne želim da glumim na takav način zvezdu i jesam zvezda, mislim zvezda, jesam popularna, to što kaže, jel? Ali ne želim da budem zvezda, da glumim američku zvezdu ili ne znam koju zvezdu, jer to ne možeš. I ja kad bi to radio, ja ne bi moški da se družim
Ja inače družim sa ljudima koji rade neke druge poslove, mogu da kažem, ni običnim, ni normalnim, ni neobični, niti su neobični od mene, niti su nenormalni, normalni od mene, mi smo svi takvi, samo što radimo različite poslove i svi smo dobri neki svoje poslove, neko manje, neko više, ali ja sad biram moju branšu da bi bio kao sad u nekoj grupi koja je negde, to je neka grupa, onda kao ljudi će nas gledati, ovdje je to nemoguće, ima to stvarno ne zanima tako to. Čak i da znam Američka zvezda, sad kad zamislim sam u Verici zvezda, ne znam da li mogu isto tamo da živim, samo da gledam komšiluku moje te estradne ili te da kao snima se drugi. Mislim, ja drugo prijatelje ne biram po zanimanju, nego po tinstvu, odrastanju, i kakvi su ljudi, tako da, apsolutno sam čovjek ne smatra da sam nešto drugačiji od ostalih, само што добро ради мој посол. Дуетот со Мира Шкориш за песната Крик доживеа огромна популарност за рекордно време. Какви се вашите реакции? Šta je, još nije pesmu izdali sveže, to su mesec i po dana, sve ove pesme koje smo izdali, i Krik koja je prva, jel? Treba dobri 5-6 meseci da se kuvaju pesme, ja tako kada se kuvaju po publike, da bi one zaživele kako treba. Druga stvar, sad je to sasvim drugačije, ja još uvijek ne mogu se prilagoditi, treba toliko pesama snimaju i sve što imam utisak, da je to hit, da nije, kažu mi ljudi da se sviraju po restoranu, po kafanama, po klubovima. Ovaj YouTube, ove društvene mreže su napravile totalnu pometnju. Kad je u pitanju, možete sad ocena toga šta je hit, a šta nije, koliko je šta gledano, ako se meri po gledanosti, onda su ovi tamo, ovi sad nova muzika, reperi, onda su oni najveći hitovi njihovi, zašto su najgledanije, ali nisu, jer to slušaju deca, onda naš. Tako da, ne može to da se više ne oceni sad, ali kaže, kod nas, u našoj toj muzici i ranije je bilo u ovome što mi radimo, što ja pevam, mora prođe neko vreme da to ljudi onako stažvaću, da slušaju lepo, tako da bi to pomeni. I onda da li je pesma ušla u klubove, da li se svira, da li se pušta, to je merilo, jer više nema televizije, to više nema televizije, ne snimio sad za ovih 8 pesama, 8 spotova. I oni se gledaju na YouTube-u. Ja ne znam ljudi kako mogu, od toga što gledaju na YouTube-u, od toga je 90% gledaju na telefonu, šta možeš više na telefonu? Znaš, više niko ne gleda televiziju, ja stvarno, svi slušaju muziku, ne možeš ni da slušaš muziku na telefonu. Ne znam zašto mi radimo te sve aranžmane i da taj zvuk, da se to čuje, kad vi 80% populacije sluša muziku na telefonu. Na telefonu nije taj zvuk, zbog kog mi inače radimo te aranžmane i tako, ali šta da radiš? Tako je sad vreme. И за крај прашавме, дали Аца Лукас носи со себе лична карта? Или кога ќе му побараат, знае да го испее само рефренот од песната? Носи ми личну карту и паш, све носи. Дали ти бараат на карта или доволно е само песната да ја испееш? Баш само. Рефрен? Да, не мога да ти пеам ништо sad тука тоа, али лично ноsim ličnu kartu, iako nije prazna, jako je prazna.